Dali je po sunnetot da se oblekfit čovekot ubo. Normalno deka je od sunnetot u poslanikut sallallahu alaihi sallam čovekot da se oblekfit ubo, da se oblekfit so čista obleka i so ubo obleka. Zato što ima dojedeno u hadisu od Ibn Mas'ud radijallahu ta'ala anhu. Veli poslanikut sallallahu alaihi wa sallam: La yadkhulu al-jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibr. Nema da vlegvit vo džennetot, veli poslanikut sallallahu alaihi wa sallam, onoj koji ima od kibrot, koliko i ona prašinata što se gleda vo sonceto, vo prozorecat, ko čega gledaš. Znači ona prašinata malo što se gleda dvaka, pomeđu vozduhot, toliko ako imaš, znači vo srceto od kibrot, nema da vlegviš vo džennet, veli poslanikut sallallahu alaihi wa sallam. Što je kibr? Znate što je kibr? Što je kibr? Aroganca. Така го преведеме на македонски, ароганца. На албански велиме мендималси. Не имат големо умен овој. Вака тој пешари, тој не спушти глава. Тој ја гледат, се гледат сам себе си дека е повисок од сите. Сите ги гледат со окото од понижноста. Сите се помалу од него. И овие вели посланикот салаллаху алейхи селем ќе ги оживее судниот ден, го кажав ја за еден хадисот. Како вели посланикот салаллаху алейхи селем? Амсалу дhr. Вели како мравите. Мали. Мравата колку е голема? Колку е голема мравата? Колку сантиметри имат? Не се гледа. Амсалу дhr, вели посланик. Така, овие што се држат на висок, емек на високо, дека овие се некој. Значи нема да вели посланикот саллаллаху алейхи селем, нема да влегат во џеннет овој што имат ароганца и колкуто што кажавме претходно. Му рече еден на посланикот саллаллаху алейхи селем: Ја Расулаллах, инна ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Ја Расулаллах, дали е и тој човек што сакат да му е облеката негова уба, и да му се неговите шапки убави, влегвит во тоа. Порано така имаше. Немаше како ние кондури, кожни кондури, нема тие. Вели, дали е оној што сакат неговите шапки да му се убави и лични и облеката негова да му е убава, вели, дали е овие влегвит во кибр? Не, рече посланикот саллаллаху алейхи селем. Инна Аллаха џамилун юхиббул џамал. Аллах е личен. Ја сакат личноста. Киброт, ароганцата е што? Вели посланикот саллаллаху алейхи селем: Батарул хаққи ва гамсун нас. Негирањето на вистината. Колку да му кажеш него, да му донесеш докази, и тој сам сваќа дека како што велиш ти е, така е. Ама овој го негират, зашто? Зашто ти го кажеш и те гледа тебе понижен. Не смеете од тебе да го примит. Не сака да ја примит вистината од тебе. Вели посланикот саллаллаху алейхи селем: овој што негират вистината и оној што ги понижвит луѓето. Ва гамсун нас. Ги понижвит луѓето. Ги гледат луѓето со окото од понижноста. Ништо не се овие. Овие за мене не ги рачунам дека се живи. Ова е кибр, ароганца. Значи посланикот саллаллаху алейхи селем има наредувано да облекиме лична облека и чиста облека. Ама, пазите, не облека што се вели либасу шохра. Облека за да биде многу познат. Висока, скапа, многу облека. Тоа е забрането. Не му личи на еден верник. Да купите облека, например, 1000 евра, за да се фалите. Тоа не му личи на еден верник. Да купите кондури 1000 евра. Тоа не му личи на еден верник. Не му личи на еден верник да купите, значи да влегите во шухра. И посланикот саллаллаху алейхи селем дека Аллах субханаху ва таала сака да го гледат ефектот од неговите добрини кај тебе. Она што имаш убо и лично, треба да ја облечиш. Не да се кажеш како еден во времето на посланикот саллаллаху алейхи селем беше богат. Кога го виде посланикот саллаллаху алейхи селем распарчен скроз. Му рече: елека мал? Имаш ти богатство? Имаш ти пари? Рече: да, Расулаллах, имам богатство, имам робови, имам
kamili imam, kravi. Че посланикот саллаллаху алейхи ва саллем тогаш му рече Allah сака да го гледат ефектот од неговите добрини кај тебе. Allah субхану ва таала сака да го гледат ефектот од неговите добрини кај тебе. Не треба да излегвиш ти така, чим имаш, за да се покаже кај народ дека си захид, многу скромен, да се каже дека си многу богобојазливен. Тоа не е од суннетот од посланикот саллаллаху алейхи ва саллем. Значи човекот да се облече убо е од суннетот од посланикот саллаллаху алейхи ва саллем, а посебно да се облекфит кога оѓ за намаз. Посебно да се облеки како што кажаме во џамија или пак кога клања дома сам намаз. Не дома да излегви да клањат намаз со пиџами. А да имат некоја сретна со министерот како ќе се облеквит. Со кравата, со одело, со ова, а према еден човек како тебе, јајд пиет, спиет. Према створителот твој, треба да си пооблечен и најубавата облека да ја одбереш. Така прави селефите. Се осаме со Аллах субхану ва таала ноќен намаз со најубавата облека, а не да излегвиш со пиџами, макар некој без мајца, и ти му кажеш на ова, на Аллах субхану ва таала, кој да немаш потреба за него. Како да ја правиш ова обавеза, не со срце, него само што ми имаш направено обавеза, иначе побода не ми ја правиш обавеза. Намазот. Значи ти треба да го правиш ибадетот на најдобрата форма. Најдобрата форма. И од најдобрата форма е човекот да се облече убо за намаз. Затоа што од условите од намазот е, кажавме за авретот, да се покриет авретот. А да се облече убо и лично, тоа е од дека овој човек ќе го исполни намазот на најдобриот начин. Зашто овој го прави со сакање, го сакат на Аллах субхану ва таала. Сакат да зборуваат со него. Сакат да имат. Ти кога клањаш намаз, кога читаш Куран, разговарај со Аллах субхану ва таала. Ти не си тука да правиш физкултура. За вежбање имаме фитнеси. Чоеш на фитнес, ке вежбаш таму, ваба, убо како сакаш прави. А на намазот од рукните, од столбовите од намазот е ат-тумаънина. Да имаш да се одмориш во намаз. Кога клањаш да поседиш. Ош на руку, да поседиш малце, не одма. Уште не си отиден во руку, уште станат. Не кажеш вите 24 секунди еден рекат. 2 рекати усвари. 24 секунди, 2 рекати намаз. Па не е намаз тој. Тој све мој да види, само намаз немој да види. 24 секунди. 2 рекати намаз. Што има учено тој? Ај кажете ми што има учено тој. Колку секунди ќе ти земе Фатиха само кога ја учиш, ако учиш убо. Најмалу Фатиха ќе ти земе, да речеме 20 секунди или 30. 2 рекати со све Фатиха, со све суриња, со све Субхана Раббил А'ла, Субхана Раббил Азим, све ова 24 секунди. Ој не е намаз. Значи, облеквите се убо и клањајте се убо, затоа што Аллах субхану ва таала не е потребен за вашиот намаз. Ова да имате предвид секогаш. Аллах намазот има дајно. И нормално дека секој обавеза, што значи тоа? Теклиф. Аллах има дајно некој обавеза. Обавеза, секоја обавеза имат малце тежина. Мора да има тежина. Секоја обавеза и на работа што ти имат дајно тој шефот таму. Ти имат речено во 7 сабајле сакам овде мирно. Да мисли. Ај оди другиот ден во 11. Еден ден ќе ти рече уште еднош да не се повтори тоа. Ти пак, во еден сега. Што ќе ти прави? Ќе те тера. Оди, ти не си за работа. За Аллах ќе правиме како сакаме ние. Како ќе ни е лес, како Аллах субхану ва таала да не ни имат наредувано нас ништо. Ова вера е принципна вера. Ова вера е прецизна вера. Ова вера имат своите рукнови, своите столбови, своите услови. Ова може да се учат. Не некој не знајте уште абдес да земит. Клањат намаз, абдес не знајте да земит. Може да немате абдес. А велит посланикот саллаллаху алейхи ва саллем, мифтаху салати ат-тахур. Велит клучот од намазот е чистотијата, абдесот. Мора да се чисти. Мора да знаеш условите од абдесот, мора да знаеш шартовите од абдесот, мора да знаеш што го расипвит абдесот,
Mora да знаеш која вода е за абдес, која вода не е за абдес. Овие треба да знаеш што е расип вид абдесот, кои се. Не е човекот да оди кај Аллах субхана да не знае, значи столбовите од вера уште убаво. Главните столбови. Затоа велат фарз аин е, индивидуален фарз е за секого да знае општите работи од верата. Да знае абдесот, да знае намазот, да знае зекатот, да знае постот, да знае хаџот. Ово е обавезно за секого, општите работи. А фетва и деталните работи, ова не е за секого. Ова е за оние што го бараат знаењето, за учењаците. Тие може да. А општите работи морат секој верни да ги знае. Колку речати има толден, колку речати акшам, колку сунети, како се зем вид абдес, кој го расип вид абдесот, колку се дават од зекатот, кога се дават од зекатот. Ова верникот не сме да не ги знаете овие работи. Значи, да не должиме поќе, ова е од сунетот од посланикот салаллаху алейхи ве селем, човекот да се облекви убаво. Аллах најубаво. Знаете